Минути за култура со уредникот на Културен печат, мојот колега од Слободен печат, Тони Димков. Тони, добро утро. Добро утро. Повод за ова твое, не знам кој е поред гостување во ова студио, е новото издание, твојата нова книга Огледало на живата мисла. Тука тоа е компилација од текстови, интервјуа, репортажи кои што ти во текот на изминатиот период ги објавуваш во нашиот вестник. Пред да ти дадам збор да си го објасни своето дело, би сакал да прочитам делот поведот кој што ти си го напишал. Вели, Огледало на живата мисла е збирка на интервјуа и е резултат на континуирана и посветена, промислена и концептуално дефинирана подготовка на прилогот за култура, Културен печат во дневниот вестник Слободен печат. Станува збор за втора книга по објавата на Културен печат, интервјуи и разговори во 2021 година, значи за 2 години. Ова е второ издание твое, значи на компилација на интервјуа која се појавува. Дали си задоволен од тоа што како излезе оваа книга, која неодамна е излезена од печат? Благодарам на поканата прво. Инаку книгата излезе непосредно пред новогодишните празници, бидејќи свежа е Ептен е свежа, се уште не е промовирана во текот на, ќе кажам, оваа година ќе биде промовирана. Се надевам набрзо сега, после празниците, откако ќе поминат, некаде февруари, најдоц на март, планирам да има и јавна промоција на книгата, не само овака по медиуми. Инаку книгата практично е продолжување на една мисија која што ја почнав со првата книга, која што имаше намера да биде токму артефакт на тоа што Културен печат го објавува. Имено во секој број на Културен печат има едно големо интервју, значи за новинарски стандарди интервју на 2 страници во вестник е навистина големо интервју. Не би кажувал мега интервју, затоа што има и поголеми формати на интервјуа, кои што се од друг тип на правење на интервјуа, меѓутоа кога зборуваме за дневно новинарство. Така, за дневен вестник кога зборуваме, најголемиот формат на интервју може да биде на 2 страници и токму такви интервјуа се појавуваат во Културен печат, што од една страна, како што прочита и во воведот, значи уште од првиот број на Културен печат во 2019 година, значи почнав со тој концепт во секој број да има едно големо интервју кое што на некој начин ќе биде, не е тоа личност на неделата, затоа што тоа звучи премногу гломазно некако и може погрешно да биде сватено, меѓутоа со еден соговорник кој што во текот на претходната недела оставил посилна трага во однос на другите настани, така што веќе го подготвувам 162-иот број на Културен печат, а од прилика има околу 150 интервјуа кои што веќе се објавени во Културен печат и практично книгите кои што се појавија и првата книга претходната година Културен печат, затоа што сакав да биде како артефакт и затоа и таков е насловот на книгата, и во оваа книга Огледало на живата мисла, значи тука се објавени 28 и 58 интервјуа, а досега веќе се направени 150 интервјуа во Културен печат, така што тоа е една мисија која што може да има и континуитет и понатаму, а станува збор за еден вид на покрај тоа што интервјуата веќе биле понудени на читателите во дневниот вестник, сега со нивната реобјава практично им се прави еден нов пат, бидејќи книгите сепак имаат поинаков третман во однос на дневниот вестник, а и книгите имат некако тоа, до сега го почувствував од луѓето кои што се најдоа меѓу соговорниците што се објавени во книгите, некако поинакво чувство имаат за книгите. Така што сум задоволен од тоа што до сега е направено, ама размислувам како да ја продолжиме оваа мисија и понатаму. Значи во раце да држаме една хроника на македонската култура, тоа што било највредно, тие луѓе што биле највредни, и било направен интервју во Културен печат и тие интервјуа нормално ги читаме постојано. Колку е тешко тоа да се прави? Колку е тешко да се најде соговорник секоја недела? Кој вреди да му се направи едно навистина големо и значено интервју? Значи не станува збор за тежина. Ова те прашувам бидејќи јас би имал проблем да најдам човек во политиката или во било кое општество секоја недела да му направам толку големо интервју. Значи, веќе спомнам, меѓу тие 150 интервјуа што се досега направени, само
двајца соговорници мислам дека се повторуваат. Значи тие 150 Добро, имало зошто се повторува. така, имало некаква дополнителна причина за да се повторат. Меѓутоа, углавно, значи, до сега во културен печат, значи, едноставно, како да кажам се чека ред за да се направи интервју. И, значи, не станува збор дали има или нема, туку кој. И тоа е потешкиот избор, затоа што понекогаш, да речеме, има периоди кога јас сум навечер на 3 до 4 настани. Сум добил покана, успевам да отидам на еден, максимум 2 настани. Значи, ако ја гледаме неделата, бидејќи секоја вечер сум на некој настан некаде, значи јас имам на избор 20 на соговорници за едно неделно интервју. Се одбира најинтересниот. Се одбира дали најинтересниот, дали најдостапниот, затоа што не со сите соговорници можеш во секое време да направиш интервју. Ова намерно вака ти го поставив ова прашање и добив одговор како што посакам, бидејќи сакав да поставам едно друго прашање. Културните рубрики речиси да ги нема. Еве, ние сме еден од ретките медии у Македонија. Исклучок сме во последниве неколку години, сме исклучок од другите медиуми. Ти тврдиш дека имаме богата култура, дека има настани, има за што да се пишува, дека тие настани се посетени, но од друга страна некако или медиумите се незаинтересирани, или пак читателите се незаинтересирани за културата, или пак тоа не треба да биде проблем на читателите, туку треба да биде проблем на медиумите. Не знам каде е јајцето, каде е кокошката. Покомплексен е проблемот, нема ни јајце, ни кокошка. Да. Да го поставиме проблемот. Значи настани има. Култура има. Не, култура има. Значи ако тргнеме од колку образовани кадри излегуваат секоја година од уметничките факултети и академии, сите тие луѓе, значи, штом завршиле, независно дали станува збор за факултет за драмски уметности, дали е за книжевност, дали за јазици, за сликарство. Значи, има доволно работа, да имаме рубрика една од повеќе луѓе да си работат и секој да има значи, еве, тема. доказ е самиот културен печат, значи станува збор за 8 страници, кои што редовно се полни и за секој број јас имам двојно повеќе материјал отколку што имам простор. Значи, култура има, луѓето што завршиле уметнички академии и факултети сакаат, значи завршиле факултет и сакаат да се покажат. На страна што да речеме тука во државата имаме творци кои што веќе се излезени надвор од границите на нашата држава, кои што постигнуваат успеси на светско ниво, да не зборувам и за филмови, и за учества на уметнички биеналиња, и за преводи на македонски книги. Еве Румена Бужаровска растур направи у Франција со мојот маж. Значи, има уметници, има луѓе кои што работат, кои што сакаат нивното творештво да биде препознаено сега и денес, да не чекаме 5 години за да препознаеме дека некој направил на вистина некој квалитетно дело. Значи, култура има, а проблемот е во тоа што, да речеме, многу работи се променија и во однос на нашата професија, на новинарската професија, на состојбите во медиумите. Читателите си се читатели, тие ќе го прочитаат тоа што ние ќе го ставиме во страниците меѓу страниците на слободен печат, на културен печат. Значи тие ќе го прочитаат. Може со помал или со поголем интерес, меѓутоа ќе го прочитаат. Работата е нели повеќе одвнатре. Колку ние или општо медиумите ќе може да си дозволат простор за култура. Гледаме дека слободен печат, зашто кажав дека е исклучок, затоа што 8 страници, тоа може да изгледа многу. Јас од моја страна кажувам дека е малку, затоа што имам дупло повеќе материјал отколку што имам простор. Меѓутоа, мислам дека е сосема солиден простор за посвета кон културата. Тоа што некои други медиуми не го прават така, тука веќе не зборувам за печатените медиуми, затоа што печатените медиуми во последниве неколку години останавме, мислам, само 3 дневни вестника. Порано имаше 7 и 8 дневни вестници. Да, но речиси и телевизиите да немаат, комерцијални телевизии да немаат културна рубрика повеќе. Тоа е клучно, комерцијалната. Да, комерцијална. Да, тоа е клучен збор, комерцијалната, и веројатно таму културата не ја сметаат за комерцијална, односно не ја сметаат за област која што може да им донесе, како да кажам, екстра профит или екстра гледаност или екстра кликови, бидејќи сите телевизии веќе имаат профили по социјалните медиуми и очекуваат кликови и лајкови или како ќе ги кажеме.
И веројатно тие затоа не ја, како да кажем, практикуваат културата. Меѓутоа пак од друга страна, нели, сите медиуми си имаат своја некаква уредувачка политика и од друга страна и не можеме да им се мешаме. Секој си ја работи својата уредувачка политика. А зошто ја немаат културата, веројатно не знам, затоа што можеби нема толку сензационализми или од друга страна кога ќе видите, значи кога ќе се случи некаква афера во културата, сите ќе се нацртаат. Значи станува збор за променет фокус. Не дека има или нема култура, туку променет фокус и едноставно пристапот е аферашки, да кажам. Ако има афера, ја има, ако нема афера, нема интерес на културата. Ке нас гледаш, пристапот е сосема поинаков. Точно. Ние баш правиме хроника културна хроника на сцената во текот на една недела. И за 100 години културен печат, значи тоа што ќе дај Боже 100 години што ќе остане од културен печат ќе биде хроника на македонската култура во периодот. Да, токму затоа почнав да ги правам книгите, бидејќи значи секој медиум си има некаква употребна вредност. Да речеме кај дневниот весник, значи употребната вредност е додека да излезе новиот број. Најчесто така се случува. Сепак книгите имаат една друга употребна вредност. Например, еве и според законот, да речеме, кога ќе излезе нова книга, има обврска да се однесат 60 на примероци во Национална и универзитетска библиотека, кои што после тоа се веројатно дистрибуираат низ сите други библиотеки низ државата. Значи се остава друг вид на трага. Трага се остава. Да. Книгата можеш да ја побараш и после 5 години и после 10 години. Може да биде основа за некакви си идни, да речем, истражување на денешната културна сцена, така што тоа е промената на форматот дава друга можност за толкување на културата од нашето време. Значи ова зборуваме у перспектива за некој идни генерации кои ќе сакаат да видат како ќе сакаат да видат. Значи констатиравме дека квантитет постои. Каков е квалитетот? Квалитетот, значи, твое квалитетот, да, не може од секој настан и од секоја книга и од секој филм да се очекува да биде врвен. Меѓутоа, значи спомнав, има автори кои што работат на себе, кои што успеваат да се издвојат, кои што успеваат и да излезат надвор од нашите граници, има автори кои што се профилираат себе си. Едноставно, значи, тука не можеш да кажеш, да, има толку проценти квалитет, толку проценти неквалитет. Не, тоа не е мерливо. Меѓутоа, најчесто нас ни се случува како држава да прво луѓето треба да излезат надвор за да ги признаеме внатре. И едноставно, значи, преку културен печат се обидувам да со тоа што, нели, веќе повторувам дека имам двојно повеќе материјал отколку што имам простор, значи едно прво ниво на селекција да направам, затоа што сепак 30 години работа во областа на културата, колку толку, значи и уметниците ме знаат мене, и јас ги знам нив, и едноставно и еден автор кој ќе напише 5 книги, тој самиот си знае која му е подобра, која му е полоша, каде максимално влегол во креирањето на материјалот, каде едноставно ја направил книгата затоа што дошла на ред да се прави. Меѓутоа, значи има квалитет, има и, да речеме, дела кои што едноставно луѓе ги притискаат со години. Значи има проекти кои што се работат по 2, по 3, по 4 години од X услови, кои што едноставно некогаш луѓето гледат само да го заокружи концептот, затоа што на уметниците им е многу битно кога ќе застанат на една точка и не може он да мрдне на следно дело ако не го доврши ова. И кога ќе му се разлече целата работа 2-3 години, тоа му прави нервоза, му прави застој во целата кариера. Така што има X моменти кои што одлучуваат дали некој дело ќе биде квалитетно или не, али има квалитет, потврдно. Да. И сега, културата, ја мислам, е сегмент во општество и во нашата држава кој е никако најзависно од институциите, а од друга страна како да најмалку добива поддршка од институциите на државата. Дали сум во право? Па добро, тоа веќе се решава на државно ниво со буџет, колку ќе биде определен буџетот, колку и да е, така.
Возможно ли во Култура- Македонија се сними скап филм? Култура, Мислам дека не. значи културата добива толку колку што нели буџетски е распределено. Работата што нели можеби делува како кочница е тоа што сите уметници се зависни од Министерството за култура, што ние не успеавме да развиеме ниту општество, ниту пак некакви дополнителни законски мерки, да се појави таа општествена одговорност од компаниите кои што се успешни, значи да не чекаат уметниците само од Министерство за култура на кого и што ќе му даде, туку да има компании кои што ќе бидат спремни да вложат во култура. За жал, огромен број од компаниите кои што се успешни, Не го прават. културата ја сметаат за некомерцијална. Има дел од нив вложуваат во спорт затоа што сметаат репрезентација, Ами, тоа е малку. европско првенство. Тоа е... Меѓутоа, значи тоа е жалниот момент што сите уметности и уметници зависат од Министерството за култура. И веројатно затоа и сметаме дека не е доволно поддржана. Не. Секако, значи, и тој момент, нели, на појава на општествено одговорни компании, значи, пак зависи од целиот тој општ амбиент во општеството што владее. Додека не се промени таа перцепција, веројатно ќе мислиме овака: да, културата, дај му на уметников колку побарал, па пресечи го на конкурсот пола од тоа дај му, затоа што мислиш дека он ја зголемил цената. За жал така ќе функционира и во догледно време, затоа што јас не гледам нешто што би ја променило таа состојба, не гледам ниту од другата страна свест кај некои компании да кажат да, ние дефинитивно се вртиме кон култура и ќе помогнеме. Платна од македонски уметници, ќе поддржиме автори. Има многу можности за поддршка на културата, меѓутоа прво треба да има волја. А во однос на подпрашањето на филмовите, дали може да се сними скап филм, имаше сега пред Нова година некаква дебата се разви околу вториот конкурс на агенцијата за филм. Спориме за некои 750.000 евра. Тоа се смешни пари. Смешни пари се за филм. Да. Смешни пари се за филм. Иако да речеме креацијата не зависи од пари, значи креацијата можеш да имаш супер идеја да направиш катастрофално и супер идеја да направиш фантастично и со 750.000 евра. Иако да речеме во генерално во светски па и во регионални услови, значи тоа се многу малку пари за да се направи. Да, тој за регионот се малце пари, а не за регионот се. Значи за регионот се многу малку пари и затоа да речеме филмските продуценти се ставени во еден процес на барање на копродуценти од неколку држави, па сето тоа ја компликува и самата идеја, нели, у почетокот што била ја компликува идејата за реализација. Па го менува сценариото, па го менува... Па не секогаш го менува сценариото, меѓутоа ги менува елементите кои што треба да го создават, да го реализираат сценариото, а од друга страна е долг процес кој што може да трае исто така неколку години. Да. Затоа што и наоѓањето на копродуценти и на регионална основа, значи не е едноставно, бидејќи едноставно тоа се врзуваат копродуцентите меѓу себе, сите продуценти зависат од агенциите за филм или фондовите за филм во своите држави. Начално постои некаков услов, да речеме, доколку филмот не добил поддршка од собствената агенција за филм или фонд за филм, не може да влезе во копродукција со други. Доколку влезе со други, значи и тој копродуцент треба да чека од неговата пак матична држава да биде одобрен филмот, па така некако да се состави мозаикот, да се направи некаков буџет кој што нели ќе даде можност целиот процес нормално да се направи. Морам да признам, не уметнички изгледа целиот процес, премногу бирократски, премногу... Па за жал така функционираат работите во последно време, затоа што кај нас како тендер функционира, а не би требало. Иако филмот е сепак нели најприфатлива уметност, односно најгледлива уметност, сепак е тешко да се обезбедат средства, бидејќи едноставно таков е системот на функционирање, а со буџетите што се даваат од агенциите, значи не е можно. Ставен си у ситуација да мора да правиш такви компромиси. Не секогаш авторите идат на промена на сценарио, може да направи верзија на сценарио, меѓутоа не и на промена на сценарио, а моментот е да речеме на вметнување на дополнителни соработници. Значи кастингот може да остане ист, меѓутоа ќе викнеш, не знам, снимател од Србија, не знам, тонец од Бугарија, не знам,
шминкер од Грција. Значи на тој начин се прават копродукциите кои што не директно влијаат на сценариото. Добро. Значи да му оставиме на Министерството, на државата и нашето општество да порасне, па некако повеќе и поправедно да ја помага нашата култура. Тони, ти премалку рече повеќе 30 години работиш оваа работа. Што си 90-та година почнав со. Повеќе од 30 години, 33. Што си најгорд? Што те прави вака нешто што си сработил, дали интервју или можеби репортажа која Па не станува збор за гордост, туку едноставно е па и среќа на околности што успеав 30 години да останам во оваа дејност. Во културата да останам. Да, во културата да останам. Тоа е многу тешко. И тоа е, значи, среќа на околности, затоа што еве на почетокот ја спомнавме таа општа медиумска состојба. Сум работел или сум соработувал со цели редакции за култура, каде што јас сум имал само една област. Да. А сите други колеги работеле, секој си работел своја посебна област, и како редакција сме го правеле тоа што јас сега сам го правам во културен печат. И едноставно тоа го правеле најмалку 5 луѓе, сега ти сам. 5-6 луѓе, да речеме, некаде јас сум бил дури надворешен соработник, а внатре во редакцијата имало 5 луѓе, на пример. Да. И ете тие времиња веќе ги нема, веќе можностите не се такви. И значи тоа ќе кажам, среќа е што во сите овие околности, турбулентни околности кои што поминуваме, овие 31 година како независна држава, значи што јас сум успеал да останам во тоа што сум сакал да го работам. И што се уште го сакам, се уште сакам да го работам. Културен работник, културен новинар да дочекаш и пензија, може. Кога одиме на пресконференции, нели продуцентите што не поканеле на колку ќе дојдете, што ќе дојдете? Колку да дојдеме? Значи од година во година се помалку сме луѓе кои што одиме на пресконференции од областта на културата, дали е тоа премиера на нова представа во театар или опера или промоција на книга. Значи се помалку се луѓе кои што стриктно успеале да останат во областта на културата. Притисокот, особено со појавата на интернет порталите, притисокот врз новинарите мислам дека е зголемен максимално. Принудени се у некои редакции да работат на дневна основа, што ќе стигне, како ќе стигне, и едноставно не можат да останат во својот фокус, бидејќи од новинар може да добиеш најквалитетен текст доколку е во својата област. Точно, не можеш еден новинар да го шеташ, ајде денеска малку култура, утре малку економија, задутре дај види нешто внатрешно политички превирања што се случува, значи едноставно тоа не е можно. Не, можно, функционира, ама не е добро. Функционира, меѓутоа како функционира? Лошо функционира. И едноставно, значи, тоа е најголемата среќа што сум успел да опстојам овие 32 години во тоа што знам да го работам и најдобро можам да го сработам. Да ми даете мене текст од економија да напишам, значи прво ќе го напишам, меѓутоа ќе има милион грешки за неразбирање на термини. Не дека не можам да го напишам, да, ќе направам максимум да го направам, меѓутоа не е тоа моја област, не ја чувствувам како своја. За жал, во такво време живееме, Тони, успеавме да се пофалиме, успеавме да се пожалиме. Нормално, двајца новинари што би правиле друго муабет. Ти благодарам што дојде тука и нормално да најавиме дека веднаш том да знаеме кога ќе биде јавната промоција на оваа книга, дека повторно ќе бидеш во студио, да го најавиме тоа како што треба. Напред благодарам, да. Значи нека поминат новогодишните празници, нека луѓето малку се ослободат од таа празнична атмосфера, а се надевам побрзо ќе биде во текот на уште сега на почетокот на годината, па за да како и уметниците се обидувам да кога ќе ставиш точка на една работа, тогаш ти се отвараат хоризонтите да положиш кон следниот проект. Ти благодарам. Благодарам и на тебе. Одиме со кратка пауза и со последниот дел од денешното издание на Утрински печат.